Денеска промовираме отварање на нова зелена површина во градот Скопје од паркот на улица Дижонска во површина од околу 5700 метри квадратни, за кое што градот Скопје одвои 4 милиони денари. Чаир е општината што во Скопје е најгусто населена од една страна, но од друга страна е општина која што има најмалку корисни јавни површини. Инвестирањето токму во ваквите површини представува императив, затоа што јас како градоначалник нема и никогаш немам направено дистинкција помеѓу граѓаните од оваа или од онаа страна на Вардар. Токму заради тоа сметам дека граѓаните кои што живеат и во Топанско, и во Чаир, и во Север, и во Бутел, 1-2, Железара, имаат право да имаат иста и соодветна инфраструктура како што имаат граѓаните од останатиот дел од Скопје. Токму заради тоа во овој период започнавме пробивањето на булеварот Кристијан Тодоровски Карпуш, неговата втора површина, со цел да Радишани го приближиме кон центарот на градот и да имаме излез на обиколница. Денови веќе започнеме со изградба односно проширување на сегашната улица Босна и Херцеговина во булевар Босна и Херцеговина со повеќе од 6 ленти. Набрзо ќе присуствувате на промоција на проектот на тунелите под Кале, така што инвестираме заеднички со цел да обезбедиме рамномерен развој на нашиот град. Денешното отварање има една сериозна символика. Денеска е светскиот ден на мирот и отварањето на паркот јас го подразбирам исклучиво на начин да пратиме една политичка и човечка порака за сваќање и односно промовирање и зачувување на европските вредности, затоа што Македонија ита незапирливо кон Европа. Јас сум убеден дека тоа на 30 септември граѓаните ќе го потврдат и Скопје, сакал некој или не, од 30 септември натаму ќе биде европска метропола на земја членка на Европската унија и на НАТО. Благодарам.